И затоа, зулум кон луѓето може да биде, арапи викат, ма'навијен ва маддијен. Значи, ти кога му нанесеш зло на човек, можеш да му нанесеш материјална штета и можеш да му нанесеш духовна штета. Што е материјална штета? Материјална штета, значи, можеш да му земеш парче земја, можеш да му украдеш пари, можеш да му удриш бокс и така. Тоа е материјална штета. И можеш да му нанесеш духовна штета. А тоа е да го црниш, да го гибетиш, да го зборуваш, да го осудуваш, да зборуваш лошо во негово отсуство и ти со тој начин му нанесува зло, неправда материјална и духовна. А овој зулум меѓу луѓето не ти го простува џума. Не ти го простува хаџ. Овој зулум кон луѓето мора да побараш халалук. Да не должиме многу, има многу. Вели пегамбер салаллаху алейхи ва селлем: "Ал-муслиму ахул муслим, ла јазлимуху, ва ла јахкируху, ва ла јаслимуху." Муслиман е брат на муслиман. Тој не смее да му нанесе зло на другиот. Тој не смее да го предаде, издаде, шпионира, кодоши. Тој не смее да го остави на седило, ако си муслиман. Затоа да се преиспитаме себе си, да го испитаме нашиот однос, бидејќи нашиот однос према Аллах ќе зависи од нашиот однос еден кон друг. Поправете се меѓу себе, Аллах ќе ви го поправи однос меѓу него. Побарајте халал кај Аллах за вашите гревови, вашите неправди, бидејќи ќе дојде ден кога нема да користи ниту динар, ниту дирхем. Затоа го молиме Аллах за джелле, Аллах да не упати да бидеме праведни. Инна Аллаха, вели во хадис кудси: "Ја ибади, о робови мои, инни харамту зулме ала нефси феджаалтуху бейнекум мухаррам." О луѓе, о робови, јас си забранив неправда себе си и ја забранив едни на друг да си нанесувате неправда. Немој да правите зло еден на друг, бидејќи тоа е опасно нешто.